Центарот за управување со кризи потсетува да се почитуваат препораките кои се издадени од страна на владата за намалување на ризикот од високи температури. Во Гевгелија, Богданци, Валандово и Дојран е портокалова фаза со што се препорачува ослободување од работни обврски на најранливите групи население, бремените жени, лицата на возраст над 60 години. Единиците на локална самоуправа, Црвениот крст и центрите за социјални работи во регионите зафатени со топлотни одбран е предвидено да помагаат на осамени, стари, изнемуштени и бездомни лица. Истовремено од ЦУК велат дека на единствениот повикувачки број за итни случаи 112 има повици за многу различни итни случаи, меѓу кои што имаше и за опасност од присуство на змии во објект во населени места. Поникогаш велат оттаму во одредени ретки случаи пожарникарите помагаат змии да се одстранат од објекти и површини во населени места, како што е случајот при симнување на мачки од дрвја или по високи места, но тоа не може да се оствари секогаш велат, особено во период на сезона на пожари. За вакви специфични случаи на појава на змии во објекти во населени места не постојат специјализирани институции за нивно одстранување, туку има физички лица и граѓански асоцијации за заштита на животните кои можат да помогнат на граѓаните, велат од ЦУК. Додаваат дека змиите се дел од природата и не е препорачливо да се убиваат. Во овој потопол период од годината ЦУК превентивно потсетува дека при прошетки во природа граѓаните може да имаат случаи да сретнат змии, при што најчесто бегаат од луѓето. Но ако змиите бидат вознемирени намерно или случајно бидат нагазнети, ако во ретки случаи можат граѓаните дури да бидат гризнати од влекачите. Во таков случај и после прва помош корисно е да се јават на 112.